Kako sum pomistični nešta dojdov do soznanje deka vo ogledalo možeš da gi vidiš svojite prethodni životi. Bez mnogu razmisluvanja i predrasudi so golema vozbuda zastanav pred mojeto golemo i trkalezno ogledalo. Iako moj trener po joga me predupredi gledanje vo ogledalo da ne go pravam vodocnite časovi, ja sepak sakav baš togaš. Така ми беше повозбудливо, помистично и неизвестно. Но секако дека добив уште неколку предупредувања, и тоа дека ќе забележам дека мојот лик во огледалото ќе избледи, а откако ќе избледи, себе ќе се видам како костур. Ќе го видам мојот череп, баш онакви какви што се во кабинетите по медицина. Сета таа приказна ми изгледаше смешна, некако претерано застрашувачка и воопшто не ме обесхраби да го направам тој експеримент. Но морам да признам дека ми делуваше и застрашувачки. Но како со обожавање сакам да гледам хорор филмови, и тоа со доста застрашувачка содржина. Филмови кои не се баш препорачливи за луѓе кои имат слаби нерви, кои лесно би можело да добијат срцев напад. За мене тоа беше како да гледам хорор, но во главната улога ќе бидам самата јас. Ајде, лесно ќе ја одиграм својата улога во филмот. Што е тоа за мене? Јас, која сакам возбудување до таа граница што адреналинот ќе ја надмине нормалната граница. Што значи дека во старт ја надминав кочницата за да се откажам од експериментот. Но следува уште нешто. Исто така бев предупредена дека во огледалото ќе видам како мојот лик ќе се преобрази и во други ликови. Смешно. Навистина смешно. Како можам да видам и други ликови освен мојот лик? Може би малку со искривена слика, но сепак ќе сум јас таа што сум. Што тоа значи? Значи дека ниту ова не ми представи препрека за да се осмелам да застанам пред огледало и да почнам да истражувам, да се уверам дали тоа е лага или вистина. Ништо друго не ми преостана освен да појдам по вистината и конечно застанав пред огледалото. Малку тешко ми одеше со концентрацијата додека се гледав во огледалото, но не поради самата концентрација, туку поради тоа што очите ме печеа, па морав да прекинам. Откако се смири непријатната реакција на очите, повторно застанав пред огледалото. Моите очи трепереа, што е и нормална појава. Настојував во исто време да се гледам и во двете очи, но одеше тешко. Се сетив на зборовите на мојот тренер по јога, дека и во таква ситуација
treba da продолжам да гледам, дека самите очи ќе се наместат. По некое време забележав дека успеав и бев многу среќна оти ќе можам да продолжам со експериментот. Подоцна забележав дека моите очи како да станаа едно. Сушност се споија и во огледалото видов само едно око. Како окото на Киклоп, токму каде се наоѓа Ања чакрата, тогаш го забележав она бледење на мојот лик, нешто како густа магла, но и по најмала попуштена концентрација и возбуда се тргаше. Бев возбудена о самото сознание дека во експериментот имало вистина. Мојата упорност одеше до таа граница, каде успеав мојата глава да ја видам како костур, баш онаков страотен со оние црни дупки во пределот на очите. Дури и јаболчниците ги видов, а устните беа само темна сенка. По неколку минутно гледање во черепот почна да се формира лик. Мојот лик се измени и тоа многу добро видов дека е машки лик со густи црни веќи, застрашувачко злокобни очи, од кои зрачеше злоба. Косата исто така беше црна и долга, а лицето прекриено со голема и долга брада. Верувале или не, ја се уплашив остраотниот лик што го видов во огледалото. Се прашував како е возможно мојот лик да го видам како возрасен маж, кога јас сум жена. Од еден друг мој пријател, но за жал тој веќе е починат, скоро 6 година, дознав дека ликот кој го имам видено во огледалото е лик од мојот претходен живот. Но тој лик не сум јас, туку тој лик всушност е задржан во мојата подсвест. Лик кој во некој мој претходен живот сум го сретнала. Но се запрашав зошто беше толку зол, дури во себе почувствував еден таков студ, што мислев дека крвта ми се лети. Но и за тоа добив некој колку толку приближен одговор, како мојот пријател. Сепак, има нешто што го спомнувам, но кој да го разбере тој свет? Но ете, нека му е лесна земјата. Тој на исправен пат, јас на лош пат. Значи, како мојот покоен пријател се занимаваше со некои мистични работи, ми објасни дека јас сум живела некаде во Франција и дека сум била слугинка во неговиот замок. Во замокот имало многу деца, а јас многу сум ги сакала тие деца, сум ги чувала, но тој како бил многу злобен, злонамерен и сум имала многу страв од него. Но за разлика од него, неговата сопруга ме штитела и со неа многу добро сум живеела. Може би ова е и вистина, откаде да знам, но сепак визијата на мојот покоен пријател за човек ми остави голема сугестија. Ист тој лик, барем мислам дека е, поодамна го видов во едно списание и дека бил некој кој живеел во Франција,
дури го имаше сликано до својот замок. Сепак се држам до тоа дека е коинциденција или пак самата се убедувам дека е колку да не збудалам. Гледав уште многу други ликови во огледалото, но се беа машки ликови и се прашував зошто. И на тоа добив одговор од мојот покоен пријател. Може би во твојот минат живот си била машко? Како и да е, ова гледање во огледало уште повеќе ме привлекуваше. Ми беше искушение да продолжам, но веќе бев подготвена и не дозволив да се заплашам, ма што и да видам во него. Но овој пат беше комична слика. Во огледалото се видов како мајмун. Типичен, огромен мајмун. Ми одеше да праснам во смеа, но гледав да се концентрирам на ликот. Неверојатно, зарем во мојот претходен живот сум била мајмунка? Веруете, и сега, кога ова го пишувам, ми доаѓа да се смеам. Последен лик што го видов во огледалото беше попитом лик, но сепак машки лик. Имаше чудна шишена коса, каде шишките беа рамно пресечени, под права линија, откривајќи му го неговото високо чело. Косата како да беше многу мазна и права. Ликот ми личеше како да е од некој монах или така нешто. Одговорот за овој лик не го добив од мојот пријател. За жал, тој веќе беше починат. Моето искуство со огледалото едва чекав да му го пренесам на мојот тренер по јога, кој свати дека сум убедена и уверена во мистичните тајни на огледалото, па затоа ми предложи заедно да испробаме уште еден експеримент. Само да знаете колку бе возбудена и едва чекав да почнеме, да го видам следното изненадување. И двајцата застанавме пред големите огледало. Сушност, пред тие огледала ние трениравме јога. Стоевме еден до друг и по негово барање требаше да се гледаме еден друг во очите и со големо нетрпение го прифатив и тоа изненадување. По некое време успеав да ги видам неговите трансформации, некогаш јасно, некогаш магловито и нејасно. Во еден даден момент во огледалото го видов дека е обезглавен. На неговите раменици ја немаше неговата глава. Бев збунета. Трепнав за да сликата исчезне и повторно продолжив. Но сликата беше иста. Повторно беше обезглавен и ми личеше како во оној филм Обезглавениот јавач. По некое време, да кажеме по половина час, прекинавме со гледање во огледалото и секако сакавме да слушнеме еден од друг како сме поминале. Јас онака збунато го прашав: а зошто во огледалото не можам да ја видам твојата глава, како да е одсечена? Тој се насмеа, кажувајќи дека тој и сакал да го постигне. Сушност, јас да го видам обезглавен, додавајќи ми сугестија
дека ме гледал во очите и затоа јас сум го видела обезглавен. Си помислив колку е моćна сугестијата на човекот, а уште колку е помоćно самото огледало. Навидум обично огледало, но всушност дали огледалото е само огледало или нешто помоćно? Идејата за гледање во огледало прерасна во секојдневица. Дури и користив прилика да ги гледам и другите ученици по јога. Како некои огледала беа на самиот плафон од просторијата каде трениравме јога, јас секој момент кога вежбите беа во лежачка положба, ги гледав некои од членовите. Најчуден и најголем впечаток ми ја остави една од членот, која во огледалото ја видов како вештерка од оние цртани филмови, иако истата беше многу убава девојка. Ова искуство го соопштив на мојот тренер, кој исто така се обиде девојката да ја види во огледалото. За мое и негово изненадување, и двајцата видовме ист лик во девојката. Лик на вештерка. Направивме и една пародија за ликот на девојката, дека може би во минат живот и била некоја вештерка. Се разбира, за ова тајна на огледалото знаеме само јас и мојот тренер. Што би било кога останатите членови би дознале? Таа наша тајна никогаш и не ја дозна. Кога поминувате покрај вашето огледало, запрашајте се дали ликот што го гледате во него всушност сте вие, или во тој лик има и многу други ликови. Кој е храбар и упорен, нека ја стави на искушение својата судбина во судбинското огледало. Може би ќе ви открие и многу нешта.